Добро вечер, 22 часот, дневник на ТВ+. Да ги погледнеме на станите на денот. Жителите на Режановци и денеска на протест. Локалните институции го одбележаа 8 септември. СДСМ го обвини премиерот Груевски дека 10 години не одвоил денар за Куманово. ВМРО-ДПМН смета дека општината целосно го запостави малото Палестина. Протестот на жителите од селото Режановци продолжи и денеска, бидејќи никој од надлежните не дошол да видат со какви проблеми се соочуваат. Градежните активности на пругата кон Бугарија ќе бидат стопирани се до исполнувањето на нивните барања, поправка на асфалтот на селскиот пат и мостот во селото. Изградбата на пругата од коридор 8 кај селото Режановци четврти ден стои во место. Мештаните и денеска протестираа и не дозволуваат да се извршуваат градежните работи на терен, додека надлежните не ги исполнат нивните барања. Поправка на се она што тешката механизација на фирмата подизведувач го уништила во селото, откако започнала изградбата на коридор 8. Нема да попуштиме затоа што нека дојдат на лице место, треба да дојдат за железници, зашто асфалтот е оштетен. Прво, на почеток на село, за шахтата не е поставена асфалтка со штети. Надонжак дали ќе бидне или нема да бидне, дај Боже да бидне, али ќе пројде време, година-две, а ми зима како ќе претерamo. Пато се стесни. Директно нека дојде македонски железници, пошто се они главниот надзор од свето. Они су барале ова европско да се прави пруга. Тука да дојдат, бараме Вибе и Ептиса да дојдат најголемите луѓе да преговараме и да види штетата кој ќе ни надомести. Издржливост на овој асфалт на пат е 10 тона. 10 тона е носивост на асфалтот. А само еден камион има 17,5 тона. Плюс носивост преку 50 тона има носивост. Затоа и куќи се оштетени на пуно луѓе, и фасади, и мост, замислете мост кој е направен во обла проекција да и он попуштен, тоа е терет нон-стоп, пошто не се поминува еднаш каде помине камион. Денеска по 500 камиона дневно ќе поминат во два правца. Натаму наму, прашина, дворови, сите дворови не може жени ни ништо да судат. Ако имаш теки воќки, сливи, јаболки, тоа е прашина, има да тиете ненормално да ви кажам ова што се работи. Жителите на Режановци ќе продолжат со протестот се до исполнување на барањата. Инаку од Македонски железници и инфраструктура вела дека не се надлежни за решавање на овој проблем. Тоа е обврска на изведувачот. Намештаните уште минатата недела им е кажано дека изведувачот патот ќе го поправи. Велат од МЖ инфраструктура. По повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, беше презентиран проектот Заедно за граѓаните, организиран од Советот на општина Куманово. Показна вежба на симулирана сообраќајна незгода беше демонстрирана пред присутните, а во неа се вклучија активистите на Црвениот крст, лекарите од Здравствениот дом, полицијата и противпожарната единица. Целта на манифестацијата е граѓаните одблиску да се запознаат со работата на институциите. Во чест на предстојниот празник 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, беше одржана манифестацијата Заедно за граѓаните, организирана од Советот на општина Куманово во соработка со полицијата, Здравствениот дом, Општинскиот црвен крст и противпожарната единица. Во противпожарната станица беше изведена показна вежба на симулирана сообраќајна незгода пред граѓаните, учениците од основните и средни училишта и представници од повеќе јавни институции. Сообраќајката ја демонстрираа волонтерите од Црвениот крст. Во евакуација на жртвите од несреќата се вклучи противпожарната екипа. Лекарски тим им укажа помош на повредените, а полицијата излезе на терен да изврши увид. Председателот на Советот на општина Куманово Максим Димитриевски им се заблагодари на сите кои дадоа придонес за реализација на проектот. Живееме во една мултиетничка средина и се обидуваме да градиме мултиетничко општество. Дојдено е времето кога ќе треба да се преземаат многу посериозни чекори и многу похрабро да се соочиме со реалност. Онаа што ни се случи на 9 и 10 мај, верувам и посакувам никогаш повеќе да не ни се повтори. Но повеќе од сигурен сум дека ние како кумановчани го пребродивме тој момент и се чувствуваме уште посплотени, ги збивме нашите редови, извлековме заклучоци и едноставно ќе кажеме не,
на милитантизмот, ќе кажеме не на оружјето. Командирот Дејан Илиевски ги запозна присутните со историјата на Кумановската територијална противпожарна единица. Тој објасни дека почетоците датираат од 1932 година како доброволно противпожарно друштво, а по Втората светска војна прераснува во професионална противпожарна единица. Од 2005 година територијална противпожарна единица Куманово е во состав на општина Куманово, во состав на локална самоуправа, и покрај тоа што работиме првенствено на заштита од пожари и гаснење на пожари, територијална противпожарна единица Куманово работи и во услови на елементарни непогоди како што се поплави, лизгање на земјишта, евентуални земјотреси, и нормално учествува во сообраќајни незгоди. Раководителот на одсекот за превенција при СВР Куманово, Виолета Богдановска, ја поздрави иницијативата за организација на настанот и ја објасни работата на полицијата. СВР Куманово е дел од Министерството за внатрешни работи и покрива подрачје од 6 општини, од кои што најбројна и најголема е општина Куманово, секако и со најголеми проблеми, односно проблематика со кои што нашите полициски службеници настојуваат најпрофесионално секојдневно да се справуваат. Секако за тоа секогаш е потребна помош и соработка од сите, особено значи од граѓаните. Целта на проектот е поблиско запознавање со институциите кои се задолжени за зачувување на јавниот ред и мир и безбедносната состојба на градот. Освен показната вежба за симулирана сообраќајна незгода, пред присутните беше прикажана и криминално-техничка обработка на траги и докази, земање на парафинска ракавица и начинот на работа на кучињата трагачи. При посетата на Старо Нагоричане, премиерот Никола Груевски беше запознаен со реализираните проекти, но и проектите кои се планираат за наредниот период. Во оваа општина досега се инвестирани над половина милион евра владини средства. Во општината Старо Нагоричане функционираат канцеларија за социјални работи, биро за вработување, формирана е територијална противпожарна единица која со позајмено возило од Куманово и со 10 пожарникари засега успешно се справува со пожарите во овој регион, а за 10 дена ќе биде отворена и канцеларија за поднесување барања за субвенции, рече градоначалникот Милован Стојковски при посетата на општината од премиерот Никола Груевски. Два асфалта во Младо Нагоричане што ги реализиравме, третиот кој ќе одиме да го видите пред асфалтирање Николијан Челопек, и уште 5 асфалти имаме. Значи на некој начин добиено од ИПАР програмата и од програмата. Значи рековте По Младо Нагоричане реков и сега ќе повторам, значи сега планираме со тендери. Ги добивме решенијата за Арбанашко Деловски преслап 3 км, за село Цвиланци 2 км, што се однесува за инвестиции е на некој начин како рурална општина. Планираме сега исто да аплицираме со 2 проекта за меѓугранична соработка. Едниот е да направиме во Младо Нагоричане исто ваков дом, да го претвориме во центар за туризам, куќа на туризам, имаме убави идеи. А од другата, и тој добар проект ќе биде од 500.000 евра, 200 за Рила, кои ни беа и партнери, 300 за нас. Мислам дека ќе го добиеме. А вториот е мек проект за противпожарната, да добиеме, ако можеме да добиеме, значи опрема, обуки со град Чустендил, да размениме на некој начин искуства. Тоа е, значи, вториот дел на нашето се трудиме. Имаме, што се однесува за инвестиции, значи, украинците имаат кај нас испитувања се вршат, им дојдат стручњаци од Бугарија. Компанијата што во компанијата, компанија веќе стартува со испитувања на теренот. Значи, почна испитување? Да. Така да бисам гости кои ќе бидат на Бајловски среди ќе ги представам лично, ми бараат канцелари во Бајловце во училиштето, мислам дека кога почна се испитување? Па мислам дека има 2-3 недели, не повеќе. Така. Ние овде сакаме да бидеме и ние застапани као Српска демократска партија. Не влегувам во политика, али имаме дечки кои имаат завршено обука за во војно, односно во армија Македонија, и да бидеме испоштувани на некој начин, не само да гледаме. Так. Мислим се разбрахме. Так, не се внимава и етнички да има од сите етнички заедници, така да на тој момент се внимава. Груевски ја посети изградбата на патот Никулјане Челопек, за што се инвестирани 13,4 милиони денари. Инаку за општината Старо Нагоричане владата досега издвоила над половина милион евра, односно 37,6 милиони денари. При посетата на Куманово Груевски изврши увид на реконструкцијата на основното училиште Толи Зордомис, за што владата преку Министерството за образование
образование и наука инвестира 5,1 милиони денари. Реконструкцијата опфаќа замена на кров и прозорци, која ќе се заврши во октомври. Го посети и основното училиште Браќа Миладиновци, каде што беше кажано дека со средства од Министерството за образование и наука е извршена целосна санација на фасадата, прозорците, вратите и кровната конструкција, а беше нагласено и дека училиштето не е реновирано од 1977 година. На посетата на премиерот Никола Груевски во Куманово денеска реагираше општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз. Според портпаролот Сашо Тодоровски, премиерот наместо да се фали со нови прозорци во основното училиште Браќа Миладиновци, треба да каже колку средства во последните 10 години има дадено на општината Куманово. На Куманово не му е потребен популизмот и наетот на Груевски. На Куманово му се потребни реални инвестиции кои ќе ги подобрат условите за живот и ќе ги задржат младите да останат во градот, рече Тодоровски. По долг временски период Никола Груевски го посети Куманово, ама на брзина, како самиот да чувствуваше вина што градот е целосно заборавен од власта. Премиерот во заминување се сликаше и си замина. Граѓаните на Куманово знаат дека ова училиште само си го обезбеди проектот во рамките на инструментот Инвестицијска рамка за Западен Балкан. Значи тоа не се пари на Груевски. Од Централната Европска банка одобрени се 2 гранта со вкупна вредност од 3 милиони евра. 1 милион евра за рехабилитација на 6 средни училишта и 2 милиони евра за рехабилитација на 10 основни училишта, меѓу кои и реновираното училиште Браќа Миладиновци. Значи владини пари тука нема. Зошто власта не дава пари за нови градинки во Куманово, каде што бројот на децата во градинките е 3 пати повеќе од нивниот капацитет? Зошто им го одземавте пионерскиот дом на кумановските дечиња? Зошто не се даваат согласности во образование за да се вработат дефектолози и логопеди за кои реално градот и училиштата имаат потреба? Зошто учениците албанци од гимназијата Сами Фрашери се уште учат во катастрофални услови во зградата на поранешен земјоделско-индустријски комбинат? Зошто не се реновира домот на АРМ, туку е оставен да биде руина? Зошто Груевски ги избега граѓаните на населба Тоде Мендол, кои преживеа големи трауми на 9 и 10 мај во дводневниот конфликт во Куманово? Зошто водоснабдувањето беше нормализирано само додека беше премиерот во градот? Каде беше цело лето да се вклучи во решавањето на проблемот со водата и да даде одговор кој ги затвараше вентилите? Што е со спортската сала, со колана и градскиот стадион? Кога ќе им ги вратите парите на граѓаните? Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН денеска го обвинија градоначалникот Зоран Дамјановски дека воопшто не се грижи за така нареченото Мало Палестина, кое се наоѓа во селото Долно Којнаре. Тие велат дека повеќе од 70 домови се оставени без канализациона мрежа, улично осветлување, а голем проблем им представува и неасфалтираниот пат кој често ги одсекува од градот. Од СДСМ се правда дека општината поставила канализација, но истата не е целосна. Општината со години нема слух за децениските проблеми со кои што се соочуваат мештаните на така нареченото Мало Палестина, кое се наоѓа во селото Долно Којнаре, истакнаа од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово. Тие го обвинија градоначалникот Зоран Дамјановски дека на ова место, кое што е 3 километри оддалечено од центарот на градот, доаѓа само пред изборите за да собере гласови, а не и да ги реши проблемите со кои што се соочуваат. Со години бараме од градоначалникот да ни го асфалтира патот, кој кога ќе заврне дожд се претвара во бара која не одсекува од цивилизацијата. Целата населба нема канализација. Го молевме градоначалникот безброј пати. И тој во неколку наврати ни вети дека ќе не приклучи кон канализационата мрежа. Но, како што можете да видите, ништо од сето тоа. Трајковска нагласи дека голем проблем им представува и тоа што населбата нема улично осветлување. Голем проблем за нас е тоа што немаме броеви, ниту пак имиња на улиците, поради што имаме големи потешкоти при вадење на лични документи. Што треба да направиме за да живееме како нормални луѓе? Каде е градоначалникот?
да не посети, да покаже дека барем малку се грижи за жителите на оваа населба. Од општинската организација на СДСМ одговорија дека општината во ова место има изградено канализација во должина од околу 600 метри. Тие додадоа дека екипа на ЈП Водовод ќе излезе на терен пошто ќе увидат дали ќе може да го дореализираат проектот кој вреди 700.000 евра и да го решат овој проблем. Сојузот на борците од Куманово утре ќе го одбележи денот на независност и ќе одаде почит на паднатите борци за време на Народно-ослободителната војна. Свеченоста ќе се одржи на спомен косторницата во 11 часот, а поканети се сите граѓани, невладиниот сектор и државните предпријатија да положат цвеќе пред споменикот на паднатите борци. Сојузот на борци од Куманово, како и секоја година, така и оваа на денот на независноста на Република Македонија ќе им одаде почит на паднатите борци во Народно-ослободителната војна. Тие на граѓаните им го честитаа 8 септември и ги повикаа на утрешното свечено одбележување на спомен костурница. Ја користам оваа прилика да ги поканам сите оние почитувачи, сите борци, сите граѓани кои може да дојде на 8 септември. Тоа е денот на независност на Република Македонија, кој што годинава во организација на локална самоуправа ќе се одржи на Кумановското светилиште спомен костурница. И таму сигурно дека ќе има еден пригоден говор и ќе биде одбележан овој независноста на Македонија. Освен одбележувањето на настаните кои што се случиле во периодот на Народно-ослободителната војна, Сојузот на борци ги одбележува и другите значајни настани од повеќевековната борба за слободна Македонија. Во тој правец, боречката организација од Куманово учествуваше на одбележувањето на 5 септември. Тоа е ден кога 11-та македонска бригада водеше борба против бугарската посада, која што го штитеше и го обезбедуваше своето упориште во селото Страцин. Исто така, на 6 септември учествувавме на одбележувањето на ослободувањето на градот Кратово, кое што е исто ослободено од 11-та македонска, односно Кумановска бригада. Инаку свеченото одбележување на 8 септември ќе започне утре во 11 часот на спомен костурница, каде што представници од сите средни и основни училишта, невладиниот сектор и државните предпријатија ќе положат цвеќе и ќе им одадат почит на паднатите борци. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово на сите граѓани им го честита 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. На референдумот одржан на 8 септември 1991 година со убедливо мнозинство од 95% од граѓаните што излегоа да ја изразат својата слободна волја, позитивно одговорија на референдумско прашање: дали сте за самостојна Македонија? Мало парче земја сместено во срцето на сите случувања, дел од многу војни, пролеана крв и пот на нашите херои. Низ вековите соочени со безброј предизвици, останавме тука да го чуваме и штитиме нашето име и националната определба. Едновековното постоење и обстојување на ВМРО е директен одраз на борбата на македонскиот народ и на сите граѓани за национално ослободување и желбата за создавање на самостојна и суверена македонска држава. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово на сите граѓани им го честита овој голем празник која означува сувереноста, независноста и самостојноста на Република Македонија и македонскиот народ, стои во честитката на ВМРО ДПМН. Во домот на пензионерите денеска се одржа шаховски турнир, кој е по повод утрешниот државен празник. На турнирот учествуваа 14 надпреварувачи од Куманово и Липково. Организаторите истакнаа дека пензионерите уживаат во вакви надпреварувања на кои имаат можност да го покажат своето знаење, но и да се забавуваат. По повод 8 септември, денот на независноста на Македонија, Сдруженијето на пензионери Куманово утринава организираше шаховски турнир. На истиот учествуваа пензионери од Сдруженијето, како и од огранокот од општина Липково. Инаку се надпреваруваа 14 пензионери, а една партија шах траеше 20 минути. Задоволен сум малку така надпреварувачки дух. Треба голема концентрација, бидејќи и оној што е подобар понекогаш мало невнимание изгуби партија.
Имаме добри надпреварувачи тука, прилично добри. Меѓутоа се случува и подобриот некојаш да изгуби. Надпреварувачите истакнаа дека им представува задоволство што со овој турнир ќе го одбележат големиот државен празник, но потенцираа дека вакви манифестации треба да се организираат почесто. Штета за град што нема клуб шаховски, каде и помлади играчи би се бавеле со ова игра. Значи, штета, голема штета е, не знам од кои причини градот не најде или не смогна сили да обезбеди еден клуб каде младите ќе доаѓат да играт. Ние више сме играли и нашето е одбројано. Ова е чисто како рекреација доаѓа. Целта ни е да се зближиме, да играме, да се запознаеме со сите нас пензионери тука во општини Куманово, Нагоричано и Липково, па да поминеме едно време и да се здружиме што повеќе може. Не само на овие турнири и спортски игри, него и по тие банјски лекувања, по тие рекреаишта, и посети на излетнички места. Инаку победникот ќе биде прогласен во текот на денот, а ќе добие пригодна награда. Утре, 8 септември, денот на независноста, е неработен ден за граѓаните на Република Македонија. Од Министерството за труд и социјална политика соопштува дека тоа е согласно со законот за празниците на Република Македонија. Во Куманово денеска времето беше облачно, максималната температура изнесуваше 27 степени, а минималната 17 степени Целзиусови. Дуваше северозападен ветер. За утре се најавува сончево, но поладно време. Дневната температура ќе достигне до 24 степени, а утринската до 13 степени Целзиусови. Ќе дува северозападен ветер. Ова беше се во ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.